Андријана Пејчиновска и Желјко Ненадиќ, кои што ќе ни кажат малку повеќе околу Орцетокс. Повелете. Фала ви на сите, фала ви на поканата, особено до МОВ, бидејќи ние двајцата сме учествували на претходни Engage конференции и многу ни е драго бидејќи го гледаме целата оваа конференција, ја гледаме како една многу високо интелектуална конференција каде што се собираат многу млади активисти од нашето општество и прават отворена дискусија и дебата на некои теми кои што се поврзани со социјален активизам и со друштвен активизам. И оно што ми се допаѓа и оно што се залага Орцетокс всушност е дека критичкото размислување се развива токму преку вакви конференции, токму преку вакви конференции каде што се случуваат дискусии, каде што се случуваат дебати, каде што се случуваат каде што имаме склоп на многу различни мислења, без разлика колку се контроверзни, без разлика колку се футуристички настроени. И токму вакви конференции, дебати и дискусии се оно што ни фалело минативе 12 години од нашиот образовен систем. Едноставно, никогаш не сме имале оваа можност да дискутираме без разлика на која возраст сме кога сме во тој формален систем на училиште, дома и тоа е тоа. Затоа ова би сакала всушност да почнам со да раскажам зошто е всушност важна дискусијата. Самата дискусија е важна бидејќи освен тоа што ја унапредува личноста, ја развива личноста, ги развива демократските вредности, критичкото размислување го крева и сите останати работи, самата дискусија предизвикува склоп и една огромна контроверзност на мислења кои што се разликуваат од човек на човек цело време. И кој што сакаш да раскажеш за бабл ефектот, претпоставувам? Вака, прво би сакал да кажам дека секунда само извинете. Значи без разлика на тоа колку е контроверзна една тема или колку се согласуваме со некое мислење, ние сме немале ниту време, а ниту простор да го искажеме тоа мислење. Самото тоа доведува до проблем, бидејќи со недостаток на дискусија и дебата во животот на младите, тие личности се затвораат, односно тоа многу го повредува нивниот развој како личности, но исто така има еден огромен негативен импакт врз општеството, затоа што ако на нас некој не ни се спротистави, ако нашите ставови не бидат прегледани, дали навистина треба така да бидат, тогаш ние најверојатно ќе мислиме дека тоа е единственото правилно нешто. И поради тоа, во самото општество се ствараат млади кои што не прифаќаат туги ставови, не прифаќаат туги мислења и се затвараат во одреден меур и така во општеството се ствара еден феномен каде што луѓето не прифаќаат други мислења и не доаѓа до согласување и со тоа се нарушуваат и демократските вредности на една земја. Би сакал да кажам дека најстрашното од сето ова што ако го оставиме да се зголемува само е тоа е еден феномен каде што ние се затвораме во еден меур, каде што мислиме дека не може ништо да допре до нас и не дозволуваме ништо да допре до нас, а тоа е така наречениот бабл ефект. Сега, бабл ефектот, освен тоа што раскажуваше Желјко дека се намалуваат демократските вредности ако немаме дискусија, дебата и едноставно целиот систем на демократија која за основа на критичко размислување се губи. Освен тоа, ние во тој меур, освен тоа што не се согласуваме со другите со различното мислење, ако уште пострашно тоа е во тој момент кога ќе сватиме дека некој има друг различно размислување од нашето, сваќаме дека тој меур ни дал на нас една комфортна зона каде што ние си сметаме дека нашата перспектива е единствената перспектива која постои во светот, дека нашата перцепција е единствената перцепција која можно некој човек да ја има и нашите мислења се единствените мислења што луѓето го имаат. Заради тоа ние сме толку чудоневидени кога ќе сватиме дека некој друг човек има не дај Боже различно размислување од нашето и заради тоа толку многу се ствараат контроверзии во ова денешно време. И она што треба да сватиме дека кога свативме дека ние не би можеле на никаков начин да допреме до дискусијата, ние се обидовме да направиме некаква платформа која што им овозможува на средношколците да добијат некаков тип на дискусија и на дебата во ова општество.
Сега вака, значи како што гледате тука пише дека ние не сме високо интелектуални суштества. Значи факт е дека сме најинтелигентните на земјава од кои сите суштества, но да бидеме реални, не сме претерано интелигентни. Значи се согласувам дека при социализација, при искачање на кафе или на пиво ние дискутираме за различни теми, дека се отвараат доста добри дискусии, но најчесто тоа се, да не искористам погрешен збор, празни, но сепак искрено така се чувствувам кога да се само едни празни дискусии од денес за вчера. Ние ретко кога ќе излеземе така да се дружиме, збориме за некои филозофски теми или некои теми кои што го засегаат општеството, проблеми или од наука, од технологија, од било што. Поради тоа, самиот факт дека не можеме сами да се натераме било кога било како да зборуваме за такви работи, ние формиравме една платформа. Односно им дадовме можност на младите, па дури и на сите, кои што сакаат да дојдат и да зборуваат за одредени теми кои што се не толку секојдневни и не можеме сегде да ги најдеме и као само да ги дискутираме. И нашето прво прашање кое си го поставивме од почетокот, уште пред да започнеме со првиот настан, ни беше колку институции треба да досегнеме ние за ние да направиме ваков проект, бидејќи на нас од почеток ни изгледаше тоа, вау, креираме настан. Тоа е голема ствар, има логистика, треба апликација, Facebook настани треба да правиш и такви некои работи. И на нас главното прашање ни беше колку институции треба да вклучиме во ова, дали треба да ги контактираме Министерство за образование, дали треба, не знам, владата да ја контактираме, бидејќи едноставно ние не бевме свесни, не бевме толку изложени на самиот формат на дискусии, на такви настани со дискусија, за да знаеме што точно се чекорите кои треба да ги направиме. И едноставно го откривме одговорот на ова прашање, а тоа е буквално ниедна. Ние не исконтактиравме ниту една организација невладина, не исконтактиравме ниту една институција од оние формални државни институции. Единствената институција која исконтактиравме беше училишна заедница и тоа беше само колку да спонзорираат за грицки, за пијалоци, за да имаат учесниците да се освежат. А другите работи околу логистика, настани, теми, апликација и сите тие други работи кои ги знаат оние луѓе кои организираат настани, што треба се да се вклучи, сето тоа беше оставено на нас. Значи, првата тема на нашиот прв настан беше иднината на социјалните медиуми, поточно се збореше за тоа дали ние ги контролираме нив или тие не контролираат нас и каква би била сликата во иднината, како што би се случувало. Ние бевме инспирирани од серијата Black Mirror, морам да признам, за тоа благодарност до Андријана, она ни ја спомна, и се што правевме всушност пред да го направиме настанот, гледавме сите онака активни епизоди од Black Mirror за да добиеме инспирација. Но најголемиот проблем што се случуваше беше што атмосферата беше премногу тензична. Значи, цел организацијски тим беше навистина напнат онака и не знаевме што се случува, дали ќе ни дојдат луѓе, дали убаво ќе организираме, имавме трема да не здеткаме нешто, да не, бидејќи посебно ние модераторите што бевме. И навистина беше тензично и беше огромен проблем, посебно од кога не исконтактираа медиумите. Да. На првиот настан исто така не исконтактира Радио МОВ, се разбира, да ни дојдат на настанот и не исконтактира никои други медиуми кои ние не очекувавме толку голем одзив да имаме со само еден настан. И навистина тоа ни дојде како шок, бидејќи буквално ниеден од нас од тимот немаше организирано настан до тогаш. И ни беше многу тензично, бидејќи од една страна сакаме да представиме една удобна атмосфера каде што сите луѓе се чувствуваат удобно да си ги искажат своите ставови без разлика дали имаат 14 или 22 години. Ама од друга страна сакавме да се покажеме многу пристојни, така мили и драги пред сите медиуми, дека ние сме формални, дека ние сме сериозни и тоа уште толку ни допринесе да всушност каков се стереотип имаат луѓето за нас средношколците и што се ние трпиме кога организираме вакви настани или па кога излагаме пред вакви конференции зборејќи за овие работи за некои настани кои некој од вас слушнале, некој од вас не слушнале и така натаму. До сега мило ми е да кажам дека сме имале над 100 учесници, ама од друга страна не е на нас битен квантитетот, да кажеме, на нас не е многу побитен квалитетот, бидејќи не верувам дека ниеден од оние кои биле учесници излегол од една дискусија на Орсотокс без разлика дали е на
иднина на социјални медиуми, теорија на компјутерска симулација, човекова бесмртност, дозвола за родителство, апсолутно слободен говор, не излегол со комплетно исто размислување кое што го имал претходно. Значи, најпрвин сакавме настанот да биде наменет само за средношколци, ние прво не знам нешто зборувавме како од орце за орце да биде, па што сакаат нека прават другите, ама после малце се сетивме дека ние уствари сакаме да направиме нешто добро за општеството и рековме ајде за средношколци ќе биде, све супер тоа, но имавме огромна заинтересираност од студенти. Значи, ние мислевме едно време дека на нас само студенти ќе ни доаѓаат, и поради тоа се одлучивме како добро, ајде ќе ги оставиме луѓето на раат, ако толку сакаат да зборуваат, нека дојдат, нека зборуваат. И тоа мислам дека беше една од најдобрите одлуки, затоа што студентите гледам дека стварно имаат што да кажат, иако ја како средношколец ги гледам како постари, како леле толку се големи, посебно тогаш кога го организиравме, мислам дека ни лична карта немав, не бев ни 18, бев како онака леле студентите, големите луѓе, ама после сватив како дека стварно може и млади и стари да се зближат и како да направат стварно квалитетна дискусија, а после тоа почнавме и професори да викаме, и од нашето училиште и факултетски професори. Да, и на првите две дискусии, всушност кои не беа еднината на социјалните медиуми, на теоријата за компјутерска симулација, гости професори ни беа професор доктор Огнен Спасовски и професор доктор Драган Јакимовски, кои ни дала малце постручен преглед на самите дискусии, ама во поглед на она што го кажав претходно, дека као никогаш нема да искочите од наша дискусија со исто размислување, тоа не беше фалење дека нашите дискусии се најдобри, најквалитетни или дека ние како тим сме најдобрите суштества што постојат во Македонија, во границите на Македонија, туку дека нашите учесници, токму тие средношколци и студенти, се бистри, креативни луѓе кои сакаат да дискутираат и кои имаат свое издржано мислење, и токму тие учесници, тие средношколци се она што е спротивно од тој стереотип за средношколци кој е поставен во ова општество, и токму тие ќе ви го сменат вашиот живот преку дискусија и преку размислување на комплетно поинаков начин за кој не сте сметале дека има простор за дискусија, барем досега. И она што сакаме да збориме на крај е што понатаму, бидејќи многу често ни е поставувано на ова прашање, како што ќе правиме понатаму, дали од кога ќе се отидеме ние од 4-та година, дали ќе продолжи Орце Токс. Горди сме да кажеме дека веќе повеќе гимназии во Скопје се вклучуваат на оваа платформа на дискутирање, и веќе од следна година ќе ги имаме гимназите како Ѓорги Карев, Корчагин, кои повеќе и повеќе ќе се вклучуваат во вакви платформи, кои што исто така ќе изградат оваа дискусија. И се разбира, Орце Токс се останува исто, и од следна година ќе почнеме со нова мотивација, со нова инспирација, да прикажеме колку што можно повеќе теми, да ви дадеме колку што можно повеќе простор да дискутирате и да си ги кажете вашите најконтроверзни ставови, без разлика колку се срамите од нив или колку се гордеете со нив, и едноставно да ви приложиме една нова едиција, нови платформи, каде што вие како средношколци и како студенти ќе можете да го скршите тоа размислување дека вие само седите по кафиња, ништо не правите, само чекате да завршите или да си отидете од Македонија и така натаму. Тоа е она што Орце Токс, тоа е всушност целта на Орце Токс, да ја прошири дискусијата, и навистина се надам дека голем дел од луѓето што ве гледам вас овде ќе ве видам и следна година на дискусии на Орце Токс. Фала ви.